И во некоја минутка пред 9 часот го напуштаме студиото со цел да ја видиме и слушнеме Ивана со незината соговорничка. Ивана, добро утро. Добро утро, Искра, и до тебе. Добро, се слушаме. Значи, колку што разбрав, во разговорот што следува, ќе го добиеме одговорот на прашањето дали маркетите и аптеките ја почитуваат обврската за онлайн објавување на цените на производите. Да, токму така, Искра, точно една недела до денес, како стапи на сила законската обврска, маркетите, аптеките и салоните за мебел да мора да ги објавуваат цените на сите производи кои што ги продаваат на нивната официјална веб страница. Сега што значи ова за потрошувачите, колку тоа ќе им биде од помош или колку оваа законска обврска ќе даде некаков бенефит во поглед на тоа што знаеме дека веќе со месеци наназад постојано имаме некаков раст на цените. За тоа ќе разговараме токму со Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Споменавме една недела откако стапи оваа законска обврска на сила. Што според вас представува оваа законска обврска и што ќе добијат потрошувачите кога сме на страната на потрошувачите? Така, значи законската мерка стапи на сила, маркетите од тие што имаат обврска почна да ги објавуваат цените, колку тоа ќе има бенефит за потрошувачите, ќе видиме нели кога ќе помине малце подолг период. Од аспект на информирање и на транспарентност мерката е добра, бидејќи секој како потрошувач што е малку информатички писмен може да ги погледне цените, меѓутоа колку сите потрошувачи ќе имаат таква можност, колку ќе имаат време тоа да го прават, е веќе друго прашање. Секако од аспект на салоните за мебел, можеби салоните за техника, каде што станува збор за поскапи производи, секој од нас би погледнал нели каде е поевтина цената и би одел да купи таму каде што саканиот производ е поевтин. Меѓутоа, кога станува збор за маркетите, каде што ние секојдневно како потрошувачи пазариме, нели храната е тоа што ние мораме да го купуваме секојдневно, сепак колку некој ќе има време и можности да ги погледне цените, па да оди таму каде што навистина се поевтини цените, ќе покаже времето. Секако и тоа се однесува и на аптеките, меѓутоа за аптеките можам да кажам дека бидејќи знаете дека обврската е оние што се помали аптеки, што имаат помалку од 10 вработени, немаат обврска да ги истакнуваат цените, што значи дека ќе остане на оние што се поголеми, да речам, Зеги, Neurofarm, Виола, значи на нивните цени ќе можете да ги видите, меѓутоа не и на вашата малска аптека која што секако има помалку од 10 вработени, истото тоа се однесува и на малите нели маркетчиња кои што не ги имаме во секое мало, во самите згради или во околината, и каде што голем дел од потрошувачите исто така пазарат, тие исто така немаат обврска да ги објавуваат цените, значи станува збор само за оние ланци, големи маркети кои што навистина имаат голем број на вработени и потрошувачите постојано потенцираат да добро ние ги видовме цените, меѓутоа нека сега нешто направат маркетите во поглед на тоа да цените кои што ги има на производите и на гондолите и оние на касите бидат идентични, бидејќи тоа исто така е многу важно. Често затекнуваат производи кои што имаат една цена на гондолите, меѓутоа друга цена на касата. Значи инспекцијските служби, значи пазарната инспекција која што има надзор на ова мерка е многу важно, значи они исто така треба постојано сега контроли да прават, можеби и сами согледувања да прават по пријава на граѓани, за да навистина видат дали она што е објавено на дневна основа на веб страните и во маркетите е идентично, а секако ги повикуваме и потрошувачите, бидејќи пазарната не може да е насекаде, каде што ќе забележат одстапувања, ако виделе некоја цена, бидејќи можете да замислите како би изгледало тоа ако јас сега видам дека некој производ е поевтин во некој маркет кој што е на пример 5 километри оддалечен од моето нели место каде што живеам, и сега јас одам таму и затекнам дека
тој производ не е со таа цена која што е истакната, мислам дека тоа многу повеќе ќе биде малтретирање на потрошувачите отколку некаков бенефит. За тоа треба постојано да има контроли и да се прави анализа и согледување дали навистина цените што се истакнуваат на веб страните и оние во маркетите се идентични. Добре, овие потрошувачи кои што имаат малку повеќе време, ќе го прелистаат тој список на цени, ценовни кои што е објавен на официјалната страница на маркетите и забележат кога ќе отидат во маркет дека е различна цената, што треба да направат и каде треба да реагираат. Значи, спомена секој потрошувач што ќе затекне таква ситуација може да се обрати или до кај нас, а ние понатаму да го проследиме тоа до пазарната инспекција, или директно да се обрати до државниот пазарен инспекторат, кој што исто така има и телефон и веб страна на која што може да се пише, бидејќи конкретно тие се адресата каде што треба да се упатуваат овие приговори и по нашите приговори тие да постапат и да направат согледување да видат дали навистина цените се различни. Секако доколку има такви манипулации, во тој случај треба и да се казнат трговските субјекти. Така, значи ли ова дека можеби сега ќе стивне она зголемување на цените кои што го имаме веќе месеци наназад со оглед на тоа што и веќе си прават некоја конкуренција ланците на маркети? Тоа ќе го видиме на крајот на месецот, значи кога ќе завршат оние мерки што значеа замрзнување на цените и така натаму, ќе видиме како ќе одат сега после таа мерка, кога веќе ќе престане да функционира покачувањето на цените на оние основни продукти и нели оние на кои што им беа ограничени маржите, кои што реално потрошувачите најчесто ги купуваат. Потоа ќе можеме да кажеме секако од аспект на некаква конкуренција ќе има нели согледувања, ќе може потрошувачот да види, меѓутоа се надевам дека и тука нема да има некакво договарање помеѓу маркетите, односно да сите се договараат по одредени производи да бидат со идентична цена или со денар-два поевтини во еден или во друг маркет, односно дека навистина конкуренцијата ќе биде активна и дека меѓу себе ќе се бркаат со намалување на цените, а не со договарање. Така, ви велите нели од страна на потрошувачите дека ова законска врска е нели за поздрав со оглед на тоа што ќе има прегледност, оние кои што има нели време да се иде на интернет и да го листа ценовникот, но од страната на потрошувачите па стигнуваат реакции дека не е доволно прегледно и дека не можат убаво да видат за кој точно производ станува збор, дека можеби овој список на цени, ценовник треба да биде проследен дополнително и со фотографии од производот за да биде попрегледно на потрошувачите. Секако, значи секоја дополнителна активност што ќе ја преземат оние кои што имаат обврска да објавуваат цени ќе биде бенефит за потрошувачите. Можеби навистина не е доволно јасно, не секој може да се снајде во цените кои што постојат сега во овој момент на веб страните на оние кои што имаат обврска да ги објавуваат цените. И се надевам дека со текот на времето ќе согледаат и самите по реакциите секако и на потрошувачите дека не им е доволно јасно и транспарентно и дека ќе се потрудат сето тоа да биде многу поедноставно за да може секој кој што ќе пристапи до веб страната да го најде бараниот производ и да ја види цената во одреден маркет. Ви благодарам, Татјана, за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата. Да, Искра, доколку немате никој прашање од студио, ние ќе ве поздравиме и еве од страната нели на потрошувачите, сите ние во некој момент сме нели потрошувачи кога пазаруваме, а не можеме нели без тоа. Спомена и господјата Татјана, секојдневно нели сме во маркетите или пак во аптеките или пак кога ќе дојде ред нели да ни потреба нешто за домот, да го обновиме мебелот, сепак дека можеби треба еве да стане и овој список на цени или ценовник кој што маркетите веќе го објави од минатиот петок, малку повеќе прегледан, односно да биде дополнет со фотографии, како што да би можеле потрошувачите да можат попрегледно да ги добијат цените на оние производи кои што ги интересираат и нели секојдневно си ги купуваат. Ти благодарам, Ивана, да биде надополнет со фотографии и со многу попусти. Тоа го бараме ние потрошувачите.